Обединетата република Танзанија е земја на источниот брег на Африка. Се граничи со Кенија и Уганда на север, Руанда, Бурунди и Конго на запад, Замбија, Малави и Мозамбик на југ и Индискиот океан на исток. Именувана е по Тангањика и островот Занзибар. Главен град на Танзанија е Додома, а најголем град е Дар ес Салам, кој претходно бил главен град. Танзанија е првокласна дестинација за сафари искуства, благодарение на разновидниот животински свет, но и нереалните пејзажи кои го вклучуваат највисокиот врв на Африка, планината Килиманџаро. Овде можете да истражите 7 места на светското наследство на УНЕСКО, над 40 национални паркови и природни резервати. Танзанија е земја со сирова природна убавина, гостопримливи домаќини и неверојатни искуства кои ве очекуваат на секој чекор. Врвот на туристичката сезона во Танзанија е во сушниот период, од јуни до октомври, но и во јануари и февруари. Сезоната на дождовите трае во текот на март, април и мај, кога се вообичаени силни попладневни врнежи. Дождот е исто така вообичаен во ноември и декември, но многу поинтензивен отколку за време на главната сезона на дождови. Во секој случај, сезоната исто така многу влијае на цената на вашиот одмор во Танзанија. Повеќето туристи доаѓаат во Танзанија за да посетат еден од националните паркови, а особено за да бидат сведоци на големата миграција на животните во Серенгети. Важно е да се каже дека ова не е сезонски настан и дека миграцијата се одвива во текот на целата година и дека правците на движење на животните се предвидливи. Затоа туристите можат да го искусат овој феномен во текот на целата година. Тие само го посетуваат најдобрите дестинации за гледање на животни во одреден месец. Националниот парк Серенгети е несумнено омилената дестинација за сафари во Африка. Но Танзанија има многу повеќе национални паркови и резервати за дивеч кои можат да обезбедат авантуристичко искуство. Резерватот за дивеч Селоус е познат по зачуваните големи стада слонови кои можат да се видат таму. Националниот парк Гомбе Стрим стана популарен кога познатиот научник Джейн Гудал го истражуваше животот на шимпанзата таму. Глетката на врвовите покриени со снег на највисоката планина во Африка го одзема здивот. Килиманџаро е од вулканско потекло и се состои од 3 вулкани – Шира, Мавензи и Кибо, односно Ухуру. Се наоѓа на североисточниот дел на Танзанија на границата со Кенија. Покрај тоа што е највисокиот врв во Африка, таа е највисоката самостојна планина на светот. Националниот парк Килиманџаро зафаќа површина од 753 километри квадратни и е на листата на светското наследство на УНЕСКО, поради бројните уникатни и загрозени растителни и животински видови кои живеат таму. Инаку највисокиот врв на Килиманџаро е Ухуру, висок 5895 метри. Тоа е еден од ретките врвови од оваа височина што може да го освојат дури и неискусните планинари, бидејќи иако искачувањето трае неколку дена, не е претерано напорно. Интересно доживување е да се посети најголемата вулканска калдера. Се претпоставува дека настанал со колапс на најголем вулкан пред околу 2,5 милиони години. Ова заштитено подрачје е исто така на списокот на светското наследство на УНЕСКО, а се наоѓа на многу неофицијални листи на 7 чуда на природата. На плодната вулканска земја е формиран уникатен биодиверзитет, а инаку блиската клисура Олдувај е позната како лулка на животот. Таму се пронајдени останките од првите хоминини, стари околу 3,6 милиони години. Второто по големина езеро во светот, по Бајкал во Сибир, сладководното езеро Тангањика, се наоѓа помеѓу 4 земји. Се смета за едно од најважните водни живеалишта на земјата и е резервоар на 8% од снабдувањето на свежа вода на планината. Повеќето туристи го комбинираат својот одмор за да доживеат и сафари и одмор на некој од прекрасните плажи на земјата. Најпопуларните се наоѓаат на островите на архипелагот Занзибар, кој е оддалечен само 60 километри од копното. Екзотичните песочни плажи, коралните гребени и кристалните води на Индискиот океан го прават Занзибар идеално место за одмор. Возењето во теренското возило и наблюдувањето на животните од далечина е дел од стандардното сафари, но има уште неколку интересни опции за запознавање на африканскиот див свет. Авантуристите можат да се одлучат за пешачки тури во одредени паркови, со вооружени и искусни водачи. Ова искуство може да изгледа малку страшно, но дава најавтентично чувство. Па доколку и вие сте од оние личности кои обожаваат авантуристички и возбудливи патувања.
тогаш Танзанија е вистинскиот избор за вас.